би сакал да го најавам концертот на нашето матично фолклорно друштво Срма, кој се одржува утре во 20 часот во голема сала во Центар за култура. Очекуваме да дојдат и гостите од локалното фолклорно друштво од Бујановац, Република Србија, така да ги повикувам сите заинтересирани утре да дојдат во Центар за култура во 20 часот. Влезот е слободен за овој концерт. Би сакал да ја најавам исто така изложбата на Иван Нацевски, Хералдика, македонски грбови. Тоа ќе се случи на 11 јули во четврток во 20 часот во Центар за култура. После тоа на 12 јули имаме промоција на филм на Емил Солевски. На 15 јули ќе направиме детска ликовна работилница за најмалите кои се останали тука во градот, за да имат едно интересно доживување. Ги повикуваме сите дечиња, креативци да дојдат на 15 јуни во 11 часот во Центар за култура во Куманово. Исто така најавуваме и креативна работилница, книжевна креативна работилница за најмалите со Јулијана Величковска, писателка од Скопје, за најмалите, каде ќе можат да доживеат едно ново поинакво искуство преку учење на креативно пишување. Сакам да ја најавам исто така и премиерата на албанска драма, која треба да се случи на 16 јули. Представата Писмо, која е дел од годишната програма и е втора представа на албански јазик во Национална установа Трајко Прокопиев. Гостувањето во Крива Паланка со представата Волшебникот од Оз. Поканети сме, Крива Паланка е град на култура оваа година и поканети сме таму да гостуваме со представата Волшебникот од Оз на 17 јули во 20 часот на нивната летна сцена. Логистички колку е тешко да се организира ликовната креативна работилница, имате веќе искуство во изминатите така, години. да. Голема посетеност и на задоволство на најмалите, меѓутоа поради реконструкцијата на малиот площад, просторот е фактички стеснен. Да, тука имаме сега мал проблем поради реконструкцијата на платото, меѓутоа работилницата ќе организираме внатре во фоајето. Тие работилници исто така беа поддржани од Министерство за култура и навистина сме среќни што има голем интерес за децата и тоа ќе биде оваа година на 15 јули во 11 часот. Ги повикуваме сите мали со нивните родители, баби и дедовци да дојдат во Центар за култура. Ние обезбедуваме материјал, како што кажавте, логистички, се што треба за цртање, бои и темперни бојци, четки, штафелаи, се блокови. Ги повикуваме најмалите само да дојдат да го изразат своето креативно умење. Изградбата на театрот во моментот е распишана јавна набавка за изведба на четврта фаза. Мислам дека денес утре ќе биде изберена фирмата која ќе биде заложена за да се продолжи реконструкцијата. На крајот на јули би требало да започне четвртата фаза, која би требало да заврши некаде кон крајот на ноември, за да заврши оваа фаза што е предвидена, четврта фаза на реконструкција. Четвртата фаза опфаќа реконструкција на дел од архитектура внатре во објектот, така да сигурни сме дека за тие 4 месеци ќе се заврши тоа, за да идната година, 25-та, се започне со големиот дел на реконструкција, кровната конструкција, при што би започнало финиширањето на Театар Куманово. Најавите настани до 16 јули, дали тоа значи дека потоа ќе одите на колективен одмор? Театарот од Куманово има колективен одмор од 20 јули, меѓутоа Центар за култура работи, ние имаме и други настани закажани во текот на јули. Би сакал на 29 да го најавам, тоа е пред Илинденскиот концерт на матичната група фолклорна Срма и на фолклорното друштво Бајрам Шабани од Куманово, кој го организираме веќе 3 години. Тоа ќе биде да се надеваме или на платото или внатре во голема сала. Тоа е заеднички концерт на двете фолклорни друштва од Куманово. Тоа е исто така поддржано од Министерство култура од годишната програма.